Најбогатиот македонец лани заработил чисти 2,6 милиони евра. Земјава има вкупно 775 лица или 0,1% кои лани тежеле неверојатни 190 милиони евра. Од нив 15 луѓе лани заработиле над 1,5 милиони евра, 66 оствариле доход од над половина милион евра, а 283 од над 200.000 евра. На другата страна од реалноста се 500.000 македонци, чија просечна месечна заработувачка не само од плата, туку и од авторски договори, пензии, кири, не била повисока од 210 евра. Кај 70% од населението заработувачката е по 297 евра, кај 90% е по 495 евра месечно. Односно просекот кај овие 90% македонски граѓани е 250 евра месечна заработувачка. Ова го покажува истражувањето на Министерството за финансии, кое за прв пат во земјава прави анализа за распределбата на доходот кај граѓаните. 940.000 лица во Македонија сорувале некаков доход и тука се опфатени сите видови на доход, односно плати, пензии и сите други категории што се сметат како доход. Кога Македонија додадеме на овој графикон, тоа изгледа вака, односно Македонија има највисока стапка на нееднаквост од сите европски земји за кои што постојат податоци, повисока и од Германија и од Британија. А во Македонија најбогатите 1% од луѓето остваруваат 14% од вкупниот доход. Но, што значат овие 14%? Тие значат дека ако вкупниот личен доход во 2016 година во Македонија изнесува околу 3,4 милијарди евра, 14% од тоа, односно 470 милиони евра, завршиле кај најбогатите 1% од луѓето. Тие понатаму значат дека просечниот личен доход на овие најбогати 1% од луѓето е 14 пати поголем од просечниот личен доход во државата. Односно, просечниот личен доход во државата во Македонија во 2016 година изнесува околу 300 евра месечно, додека просечниот доход на овие најбогати 1% од луѓето изнесува околу 4200 евра месечно. Анализата треба да доведе до поправеден даночен систем во Македонија, кој побогатите ќе ги оптовари повеќе, каква што е праксата во сите развиени земји во светот. Податоците покажале дека најсиромашните се најмногу даночно оптоварени со 25%, а тие 1% побогати имаат даночен товар од 20%, додека најбогатите 0,1% или 940 лица со најголема заработувачка во земјава се оданочени со само 13%. За 99% од населението најзначен доход е платата, со 55% учествува во вкупниот доход. На второ место се пензиите со 31% и останатите категории дават нешто повеќе од 10%. Значи платите и пензиите се главниот извор на заживење за 99% од луѓето. За најбогатите 1% структурата изгледа вака, пензиите воопшто ги нема, учеството на платите се намалува на 45%. На второ место се дивидендите, кои што се остваруваат од акции, и тие учествуваат со 16% во нивниот доход. Договорите за дело, кои што тука се генерално менаџерски договори, учествуваат со 12% во вкупниот доход, а закупнините од издавање на имот учествуваат со скоро 10%, односно поточно 9%. Интересен е и податокот како се распределени доходите по категории. Така, 40% од закупнините во земјава завршуваат кај најбогатите 1% од граѓаните. На нивна сметка легнуваат и половина или 47% добивките од игри на среќа. Потоа и 90% од сите дивиденди исплатени во државава, како и дури 95% од каматите на штедните влогови.